Програми што не се препорачуваат за деца под 16 години. Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание. Јади Бурек, Сител 3 телевизија. Вечерва прв пат гостим и прв пат човекот го гледам пред мене, се запознавме преку интернет и го покани во емисија. Се вика Енди Стојковски. Енди Милојковски. Извини. Добро вечер, добре дојде. Неколку пати ти го грешам презимето. Среќа, на подписот е точно. Добро вечер, благодарам на поканата. Okay. Живееш во Куманово, ти благодарам што се домакна од Куманово овде да дојдеш, но ме заинтересира, еве зошто те канам во емисија. Веќе те нарекувам пријателе, оти добро ни оти муабетот и комуникацијата. Млад човек си, се занимава со нешто што јас чак пати ли го следам и има два сегмента. Прво е, едното е и на гледачите да им кажеме забава, играње, компјутери, и второто е праење пари. Енди, ти си во суштина програмер. Да. Вечерва ќе прикажеме твои дела, ќе прикажеме туѓи дела, ќе прикажеме, ќе збориме за инди сцена. Нешто што за мене е непознато во играњето. Па еве, да започнеме први малце раскажи би за тебе. Што си, кој си, што се занимаваш, програмирање, тоа е широк поим. Што програмираш, што правиш, што работиш? Да, па вака, јас имам дневна работа како програмер, работам на програми, веб апликации, значи такви досадни работи и од секогаш ме фасцинирали игрите уште од мал, уште од Famicom, Nintendo, оние пазарските Nintendo што ги викаат. Оние малине на пазар? Не, пред NES, пред NES Nintendo-та, тие што сите ги имавме на времето со дискетите. Тие на пазар што ги купувавме. Што збори, леле, кај ме однесе сега? Тоа кај нас не е познато како Famicom, тоа е конзолата пред NES, значи тоа е на Nintendo Famicom, скратено од Family Computer, што уште од тогаш. Од кога тоа датира? Чекај, објасни го малце. Значи јас сум 85-та генерација, тоа е било, значи, не знам, години, 90 некоја година. Збориш за оние игри кои... На дискети, на пазар што ги купувавме. Да. Тоа е првата конзола што ја купив дома за децата. Да. Не знам, тенчиња, авиончиња со пиксел. Тоа, да, така. И тоа има... Првото Супер Марио таму, игри како Jungle Book, знам, имаше... И што е тука значајно во таа приказна? Значи, од тогаш бе фасциниран со игрите, значи тие игри некој ми оставија голем впечаток. После тоа продолжи со PC игрите. Исто така почнав рано да се занимава со програмирање, завршив на електротехнички факултет, устари Фейт. И никогаш не сум правил игри. Од секогаш ме интересирале, но никогаш не сум имал искуство со игри. Интересна работа што ова Рени Блосми е првата игра што сум ја направил. И затоа мило ми е што сум поканет тука, може ќе бидам инспирација за многу македонски програмери кои не мора да се многу искусни програмери, кои сакаат да играат игри, кои што можеби сакаат да прават игри, но не знаат од кај да почнат. Значи за многу луѓе правење игри е табу тема. Значи јас И за мене е табу тема. И за мене пред да почнам беше. Ама, слушај, ти делуваш како Ајнштајн, како гениалец, плюс тоа дете кој е програмер, завршило Фейт, викам, што јас со ова, зар имам ја шанса вака? Да, но правење игри е, значи, сосема нешто друго. Значи, има многу програмери што, например, немат представа како се прави. Значи, правење игри е на едно друго ниво. И јас сум немал искуство, немав појма од кај да почнам, што треба. И интересна работа е што инспирација за ова игра Рени Блопс ја добив од една јапонска игра која што се вика Пникис, че најверојатно никој не ја знае во Македонија. Ретко која знае и во светот, значи тоа игра не е излезена ниту на конзоли,
ниту на компјутер, направена специјално само за јапонските флипери. Че целата игра е само јапонско мени и случајно како мал со емулатори почнавме да се занимаваме со пријатели, имаше една игра Пникис. Никога не го интересираше од моите пријатели, јас некако Напиши Пникис. Пникис еќе. Ај чисто да илустрираме. Речи, го имате мојот компјутер, така, ја го ставив овдека малце да ни биде по нели обично мониторот не е вака централно. Одлично, браво речија. Пникис. Пникис. Малата статура е ова за ти си голем човек. Значи, ова е, може да го пуштиш. Може да го пуштиш. Добро. Значи, ова е таа игра која што ме звук. инспирираше да ја направам мојата игра. Нема звук. Може да премоташ напред малку. Значи, ова вака се игра. Да. Значи, слично е како Тетрис, идеш лево, десно, имаш бои, ги ротираш и ги собираш по група. И што е поголема групата, тоа е подобро за поени, за кога идеш против противници. Јасно. И финтата е у таа група да ставиш 2 звездички и тогаш ќе чистиш групата. Многу едноставни правила, но има многу стратегија и многу забавна за играње. А во исто време и бара многу скилс, така да дали играте сам, дали играте во мултиплеер дома со некој, значи играта е неверојатно интересна и може да премотате напред. Ако нека си илустрира додека разговараме. Значи, ова игра ми беше уште од мал. Ама ова не е една единствена игра, ова е цела една зона од вакви игри ова е кои се... жанр кој е популарен најмногу во Јапонија. Сите популарни игри од овој жанр кој што кај нас е малку познат се од јапонски компании. Значи, ке кажеш ти сега Јапонија и така натаму само една земја. Колку е тоа популарно? Значи, еве сега ќе ви за кажам. милиони играчи? Значи, сега ќе ви кажам. Ова е една од првите игри од овој жанр. После тоа почнува се прави истата компанија, почна да ја прави, значи ова ја прави компанија која се вика Compile. Тие исто така се со Capcom Publisher, па после прават игра која се нарекува Puyo Puyo, која што е најпопуларна во овој жанр. Тоа може има луѓе кои што слушнат. Ова е кога на флипери двајца играат во исто време, обично. Да. И тука е интересна работа што може да играте или без да се борите, сам за себе кој ќе стигне подалеку и колку повеќе поени ќе направите, или може да се борите со фрлење на Capcom 94-та. Сигурно не може и да сум ја играл во Лондон или кој знае каде. Ова најверојатно не верувам некој дека игра. После ова они прават игра која се нарекува Puyo Puyo и таа е почеток на една неверојатно популарна франшиза. Ајде. Маусот кај мене, тастатурата кај тебе, па кооперативно ќе работиме во емисија. Еве ќе ја пишем Puyo Puyo Tetris, ова е последната верзија од Puyo Puyo. Или можеше трейлер да пуштиме. Добро, ајде ќе го видиме трейлерот. Значи ова е најпопуларна игра. Ова значи Puyo Puyo значи од почетокот на 90. Че да го видиме трейлерот први. Не, ова не е трейлер. А не е трейлер? Не е трейлер. Врати назад ќе пуштиме трейлер да. Ако остај да го видиме геймплеерот како изгледа. Ова е геймплеерот. Ова е геймплеерот, да. Значи ова е комбинација, најновата верзија на Puyo Puyo скомбинирана со ова. Зошто не може е да го Тетрис? Пушти го ова, ќе ти објаснам сега. Нели, Тетрис има права. Да, сега. Направи Electronic Arts на Google. Па сега, сега е паблишер на оваа игра, на овој серијал од пред подолго време. Паблишер е сега и они има откупено право за Тетрис, значи ова е се со регуларно Русинов значи напуни со пари што го измисли Тетрисот. Да, значи секако Тетрис исто така една од моите големи инспирации, значи Тетрис по сите стандарди, не знам, портали, списанија игра, нели, една од најдобрите игри на сите време игра со што е најмногу продавана, значи најпозната игра, нема кој што не ја знае. И стварно и Тетрис исто така е една од инспирациите за моја игра. Може да кажеме дека Тетрис е автор на Тетрис е господин Паджинтов,
Русин, да. кој ја измислил уште 80 да, многу, 80-ти, да. 80-ти години и за вистинско чудо и секоја чест сите што ја после ја клонира му го испочитува авторските права и се надевам дека тој заслужено си ги нели плодовите од неговата од неговиот денес ова игра е сега излезена нова. Ајде да ја видиме. Tetris time! Puyo Puyo time! It's on! Puyo Puyo Tetris! Не ми се вере. Значи, ова е врв на оваа франшиза која веќе постои 20 години, може би. Колку ова може да ни биде интересно во време кога PC-а се помал се продаваат? Па сега ќе ви кажам, значи Puyo франшизата, уште од самиот почеток до сега, прочитам негде има продадено околу 25 милиони копии. Ова игра што никогаш не немало на PC, не верувам дека ќе има, ова игра е ексклузивно за конзоли и најмногу се игра во Јапонија. Дури ова е сега прв пат ова Puyo. Ни на конзоли, бидејќи изгледа како да е од конзола. Извини. Изгледа како да е од флипер. Да, На флипер. да. Каде ја има? Чекај, малце уште еднаш капчварка ја имам, моја грешка, се извинувам. Значи сега ова ја има, на пример, има на PlayStation, ја има на овие Значи за конзолите. За конзолите, повеќе јапонските конзоли што се играат, PlayStation Vita, Wii U, 3DS. А дали има на флипери во играчници? Во Јапонија сигурно, таму се уште се многу актуелни. Бидејќи ова што ми го прикажуваш, што го збориме, ќе дојдеме до твојата игра, нели полека, вака ги запознавам. Многу ме подсетува мене на играчниците. Ја ретко вакви работи сум ги играл на компјутер, а сега некако се враќаат и на мобилните телефони, бидејќи не е захтевна графика, збориме за пиксел графика. Добро, ова не е пиксел арт, но едноставна е, во секој случај. Поедноставна е, не бара, не знам, некој Nvidia 1080. Намерно таков стил е намерно, значи го одржува тој стил уште од пред 20 години што го терат. Не прават 3D чуда, иако можат, нели, тоа е нивниот стил. Ајде да идеме сега, добро, да идеме на твојата игра? Може, да. Океј. Што е твојата игра? Како се вика? Значи, мојата игра е Raining Blobs, значи инспирирана од Knikis, потоа од Puyo франшизата. Сега интересно беше како помал секогаш сум сакал да играм такви игри. Никогаш не сум имал можност да играм на PC. Не сум имал конзоли ексклузивни, дури и на конзолите што имаше порано на времето, Puyo серијали, тие дури не беа ни достапни на конзолите во Европа, туку само, пример, јапонска верзија само за во Јапонија. Дури оваа Puyo Tetris излезе пред неколку години, менито беше скрос на јапонски. Значи ти можеше да играш во Европа, ама ќе играш на јапонски, ќе бараш на интернет превод за да знаеш како се снајдеш во менито. Значи до толку беа азиски ориентирани за јапонскиот пазар. Не ги интересирало остатокот од светот, исклучиво за домашни потреби си го правела за така некако, за ултра популарна играта, значи низ цел свет луѓето сака да игра. Сега мене ми текна, толку ја сакам, не можам да играм, па дај ќе пробам си направам. Како ја направи? И така почнала. Чекај, ај се не можам пак да те оставам да ги спомна оние конзоли игри тиете 95-та што се продава на пазар. Тука почнав да навлегувам во геймингот, да. Тука бев инспириран како се направени, тука почна да ме интересира што е потребно да се направи. Мислам, не сум знаел, ја ви велам, со ова игра ја почна да се занимавам со гейм девелопмент. Како направи игра? Како почна да програмира? Од кај дозна за тоа? Значи,
И ја исто така, без никакво искуство за правење игри, и викам, сакам да направам таква игра. Од секогаш ми било сон, уште од кога прв пат ја видов игра, сум се прашал што е потребно да се направи ваква една игра. И кога сум знаел да програмирам, пак не ми било јасно што се е потребно, мислам, целиот тој факултет процес. завршен, програмерски. Значи, пак, велам, без разлика, програмирање, правење игри е сосема нешто друго, на повисоко ниво. И почнав да барам на интернет и тогаш, барајќи како да почнам да правам игри, се запознав со инди сцената. Светската инди сцена, инди игри, значи, еве, во средна школа, например, кога добив компјутер, при крај на основна школа, средна школа, игравме, нели, нови 3D игри, па најнова да ја земеш, нова графичка да купиш, 3D ова, 3D она, нели, се почна во 3D да оди. И инди сцена? Да, инди сцената сакав да кажа, тоа беше муабетот. И сум играл најновите 3D игри, сум ги играл, сум бил во текст со новите игри. И за инди игрите не сум знаел што се инди игри. Кога ќе видам некоја така 2D игра, ова старо нешто. И прошло мераз, играме сега ново време, нови игри, 3D игри, со ефекти игри, сполирани игри. Инди сцената се почна да гледам, слушнав за една игра што се нарекува Braid. Тоа е прва игра која што ме воведе во инди сцената. Интересно е, почна да гледам за таа игра, кој ја направил, гледам, еден човек ја направил. Играта ултра успешна, популарна, милионски број на даунлоди. Еден човек ја направил играта. Јас земав да ја пробам. Играта ме воодушеви и тогаш почна да се занимавам повеќе со инди игри. Видов дека уствари има такви инди игри кои што се во наводници мали, кои што уствари нудат подобро искуство од овие новите што излегуваат, што коштат по 60 евра, Call of Duty, не знам, такви игри. И почнав така со инди игри. Дали во на инди сцената, за да разберам, бидејќи тебе ти е познато, ама моите гледачи многу и не се запознати, па ги запознаваме сега по широка публика, да им се обраќаме на сите, не само на оние што знаат. Прво, што значи, не знаев дека постои инди сцена, не знаев дека постои сцена со различни слоеви. Во музика знам, во филм знам, но во гейминг не знам. Значи, треба да разликувам игри од студија, големи студија со големи вложени пари и така натаму и со маркетинг све, и инди сцена кои луѓе сам ги прави и сам ја пласира, така? Да, тоа да објасниме, значи. Дали тие инди игри ги продаваат и се купуваат? Токму така, да. Значи, еве да објасниме за, значи исто како во музиката и во филмот, слично е инди сцената, значи исто тоа се најчесто еден или тим од неколку луѓе кои што сами решаваат, независно од паблишери, независно од компании, сами почнуваат да прават игра. Значи, тие се слободни да прават што сакат, никој не им кажува вака треба, ова е тренд, ова не е тренд. Значи, најчесто затоа инди игрите се иновативни, затоа што луѓето прават тоа што го сакат, без разлика дали тоа било тренд или не било тренд. И најчесто, значи, како што реков, или еден, двајца, тројца, пет луѓе кои што сами прават и не се зависи од паблишери. Значи, тие најчесто немаат никакви средства од надвор за да го финансира тој проект. Како тогаш успева? Колку е тогаш програм временски, материјално потребен ти е компјутер и потребно ти е време? Колку време ти треба? Еве, имаш идеја, претпоставувам дека нешто сакаш да постигнеш. Како иде тоа програмирање? Тука би сакал малце да објасниш, да ги охрабриме, бидејќи и јас и мојов колега те гледаме, добро, дечко, гение, ќе направи милиони, што сме ние, телиња, ништо не разбирам. Но ти цело време и во комуникација се обидуваш да ми кажеш дека не е толку страшно, дека може секој што се разбира во програмирање може да направи нешто. Дали е тоа така? Толку така, значи секој што има барем добро познавање, солидно, не мора да си експерт во програмирање, секој што има солидно познавање, кога го интересира програмирање. Значи, сега живееме во такво време кога има многу доставни алатки за правење игри. Значи, сега е полесно да... Значи, сега скоро секој што знае програмирање може да почне и да направи игра. За разлика
од пред 10-20 години, кога Енджин што кој немаш, кај ќе имаш. например, денеска постои нешто што се нарекува Unity, тоа е цел енџин, значи работа. Илустрирај ми. Како збориш, илустрирај ми. Еве, например, збориш за енџинот, алатка ми збориш една цела, за која си ја користел ти во... Ова не сум го користел. Ова го Добро. ќе Но го препорачуваш. Да, значи ова е нешто што најмногу се користи од инди девелопери денеска. Значи ова секој што е заинтересиран за правење игри може да почне од тука. Значи ова имате на лесен начин може да почнете да правите игра. Имате многу алатки, значи сайд скролер може лесно да почнете да правите. Може 3D first person пуцачина на лесен начин да почне да правите. И Тоа, сайд скролер сакам со авионче, со вселенски број, пињао, значи... оние што пукаат, Енди, знаеш колку пари сум дал по автомати на тие, а ретко ги има и на конзоли и на ова. Добрата работа што ова е бесплатно, значи повеќето алатки вакви денеска се бесплатни. Значи сакам да кажам, може било кој да почне и има многу туторијали, документација, на лесен начин можеш да почнеш, значи и да можеш, правиш за компјутер. Значи еве како што гледате, за Apple, за Android, за Windows, за сите можни платформи можете да правите преку ова. Енди, фала ти за просветлението. Претпоставувам дека на геймерите им се извинувам, може би ме здодеве на овој муабет, ама има многу мина кои и не знаат, како јас, па може и јас ќе си направам игра. Значи, ова е нешто што е најпопуларно денеска кај инди програмерите, најчесто го користат Unity. Значи, бесплатно да се почне, тоа што ќе го направиш еднаш, можеш после на сите платформи на релативно лесен начин да го ставиш. И значи тука доаѓаме сега и како вика Джереми Романовски, работи и точно онака како што вашиот мозок работи надвор од ограничувањата. Што значи во смисла сака да ти каже што ќе замислиш, тоа можеш да... Веќе ти е готово сака. Значи тука можеш да направиш платформер со физики, со се готово. Значи, ставаш човече, ставаш ликче, му ставаш... Дај ми, например, некој пример да видиме, Енди, игра направена во Unity. Многу игри има. И на мобилните телефони. Сега да видиме. Unity Showcase. Браво, одлично. Еве игри што значи не треба да си гениалец со 5 факултета да направиш вакви работи. Значи пак да објасниме, значи не е толку едноставно како што звучи, но битно многу работи се готови. Значи работи кои што биле незамисливи ти да ги направиш сам пред 10, 15 години, 20 години, сега ти се достапни со drag and drop, со кликање.
Енди, ова делува Може да го нека стои у позадина. Ова делува е фасцинантно. Гледаме од наједноставни игри, онака чисто детски, како што едно дете би посакало, до сложени 3D графики и се со алатка што ти е на располагање, што значи не е више тешка мистерија правењето на игри. Денеска е многу олеснат процесот на правење игри. Но затоа пак имаме еден друг проблем, што пак многу луѓе прават игри, излегуваат и многу неквалитетни игри и сега пазарот е малку и презасит. Ако на Steam пред 5, 6, 7, 8, 10 години се знаеш имаше квалитетни игри, толку бе игри и тие правеа супер заработка, денеска Steam е значи преплавен со игри. Например Steam, кај што и мојата игра се продава, денеска е слично како игрите на Android. Значи може не до толку, но знаете, има многу игри, има и квалитетни игри кои што не може да дојде. Ама тоа е иднината, не може. Како да ги препознаеш сега добрите? Значи има тука и добри и лоши страни. Сега тоа е лошата страна што тешко е за инди девелопери да се пробијат. Ете тоа. Инаку во секој случај позитивно е што има толку алатки. Сега да кажам, и позитивно е што има некој водител на многу популарна емисија, каде што инди девелоперите и други, како и нели, го виде твојот колега од Битола, кој му ја презентиравме играта, нели, има простор каде па некој да разбере и повеќе, па да дадеме поддршка, па да заиграме и така натаму. Баш ми е мило што и Петар, поздрав до Петар и Камај Медија, што тој беше гостин, го објасни неговото искуство. Камај Медија два пати беа, ама изворедно беше интересно. Ќе направам уште неколку емисии. Во врска со тоа. Значи, инди сцената, проблемот како да се пробие, но, еве, ти направи игра. Сега само како ја направи? Кога сме веќе кај алатките и кај енџинот, значи јас не сум го користел ова Unity, кој што можам да кажам 80-90% од инди девелопери користат. Јас користев нешто што се нарекува Monogame, може да пишем. Ова го користев намерно, затоа што тука се треба сам да си направиш. Тука имаш една основна рамка и внатре треба се сам. Добро, тука ова се твитови од луѓе што пуштале. Ќе пуштам пример некои игри. Значи, само ја скролам страната, чисто. Еве тука ќе листа игри што се направени со Monogame фреймворк. Значи, намерно го израв Monogame, иако може да почнам со Unity и знаев дека полесен е процесот, намерно израв Monogame затоа што тука знаев дека треба се од почеток сам да правам. И многу ме интересираше, пошто бидејќи јас не знаев како се прави. Ова е исто open source. Open source, да. Ова е комплетно бесплатно open source, ова е 100% издржано од заедницата. Значи нема тука, ова не е компанија, не стои позади нив компанија која што дава плата на луѓе, ова е 100% поддржано од ентузијасти кои што самата интернет заедница луѓе како тебе го креирале и го одржуваат ова. Сега ќе објаснам малку, значи не го креирале они, го креирале они. Ова е наследник на нешто што Microsoft го направи на времето, што се нарекува XNA фреймворк, кој што не е многу познат, но во тоа време Microsoft имаше еден одличен пакет, одлично API за правење игри, кој што кога ќе направиш кодот ќе ти работи на Windows, на Xbox 360 во тоа време и на Windows Phone телефоните, кои што за жал веќе ги снема од сцената. И после некое време Microsoft заради X причини реши XNA ќе прекине да го поддржува. Има нешто што е Unity што излезе, кое што Microsoft преферира и вели, еве инди девелопери користите Unity, XNA, ние веќе не го поддржуваме. Добар потек и како PR за поддршка од вас, нердовите за Microsoft. Ентузијасти, луѓе што го сака XNA фреймворк, значи кој беше прилично солиден и супер околина за развој на игри, почна нешто што се нарекува Monogame, кој што ќе го користи тој XNA начин на програмирање што го почна Microsoft, но ќе го направат на тој начин да тоа работи не само на Windows платформите,
туку ќе работи на PlayStation, на Android, на iOS, на iPhone, на macOS, тоа е целата работа. И тие луѓе денеска ова го поддржуваат и јас сум многу среќен што сум во таа заедница на извонредни луѓе, извонредно талентирани луѓе кои што тоа го прават од мерак, затоа што сакаат game development, затоа што сакаат тоа да продолжи да живе. И еве со Monogame Framework, уствари јас ја направив мојата игра. Значи, колку време ти требаше да ја направиш? Значи, можеби 3 години ја правев, ама не сум работел ностоп на неја, бидејќи имам дневна работа како програмер. Сум работел пред работа, после работа, за викенд, некогаш ќе пројде некој период, немам инспирација, па ќе продолжам. Значи, не можам да кажам точна бројка, но прилично долг процесот, особено ако сакате да направите нешто квалитетно, isполирано, без грешки, без багови, со се што... А на Unity колку би треба да ја правеше во Unity? Колку ќе ти требаш? Сигурно многу побрзо, бидејќи многу работи се достапни out of the box, а ваму треба сам да си ги напишеш. Ја намерно затоа го израбам. Знам, имам еден колега кој ми е програмер и се разбира оваа работа, ама може би го инспирираме у овој момент да си ја зголеми платата, заработувачката да си ја зголеми месечно, не знам, тоа од него ќе зависи. Нели, шега на страна, се надеваме дека, значи, твој беше изборот да идеш по тешкиот пат. Да, иако имаш и луѓе што ми е рекла, не бе зашто користиш тоа, користи Unity, таму се ти е спремно, се ти е готово. Ја баш затоа избрав Monogame, бидејќи сакам да го осетам тој процес, како е правење игра од нула. Значи да научам што е тоа правење игра без да имаш ти готови работи. Браво. И затоа многу сум среќен што го израбам Monogame. Сега ти у Unity која би ти било многу полесно. Можеби, ја немам искрено искуство со Unity, знам мислам како функционира. Ама сега веќе... Значи, можем ја да се префрлам, но би се задржал со Monogame, бидејќи... Пред да идеме со првата пауза, кажи ми, кога правиш една игра, играта треба да е, колку и да е забавна, и да не е некоја авантура, и да не е нешто, она треба да има некоја почеток, пат да поминеш и да стигнеш до некоја цел. Така? Да. Кажи ми, дали приказната ти први не имаш во глава, или таа ти се развива како што, или имаш почетна идеја, па како ти ја развиваш и ја создаваш идејата, ти доаѓаат други идеи, па ти се изменува. Значи, дали сценариото ти е напишано? Значи вака, како што можеше да видиш од игрите пуе што прикаже, може да се види дека игрите се повеќе skill-based и не е битна толку приказната. Например, да, јасно. Во Сондер на Петар, играта се врти околу приказна, значи тоа е сршта на играта. Да. Овдека, ова е skill-based игра, кај што треба многу да размислуваш, да бидеш брз, значи е за достигнување на некои цели, значи за самоподобрување, значи има приказна што сум ја по пат ставил, но не е тоа толку битно. Океј. Кажи ми, ќе покажам играта, ќе видите што е како и дека не е битна толку приказната кога ќе презентирам. Но тоа ќе го направиме веднаш по рекламите. Одиме со првиот блок, па веднаш се враќаме назад. Другар, поздрав. Ми текна за неколку инди игри, сега додека разговаравме пред да ја пуштиме твојата, кои не заради мене. Сега не знам, ја може сум играл некој, но знам дека од Друштвото на децата со денови окапа играјќи оваа игра. Се вика Binding of Isaac. Binding of Isaac. Значи, тоа е некоја... За жал има вокал, иначе баш сакав да ви ја пуштам онака. Идеш од просторија во просторија, значи онака од озгора се гледа, 2D игра,
Мене ми изгледаше глупаво и вика, тато ти не знаеш колку е интересна, колку е заразна. И сега дури ми е јасно што значи инди. Ја не се занимавав, ама еве ти Енди ми покажа прилично добро. Да, со овие додатоци, па клуч ке земеш, па да ти се отвори следното ниво и до бесконечно се играше, како уште една игра, која мислам дека некои дури не можеа да ја играат, очи им беше толку страшно сугестивна, а се викаше Слендер. И таа е исто така, напиши ја. Значи, ова Binding of Isaac е еден одличен пример за мега популарна инди игра. Ама она е фривер, ја како Ова се плаќа. А има Binding of нешто се Isaac, плаќа. ова на Steam се продава, се плаќа, да. А да, они значи некој крак нашле, најверојатно. Може би, да. Еве, ова е Slender. Слендер е игра која ја дознав, Енди, знаеш како, по врисоците кои ги имаше у соба, помеѓу... не со овој збори. Не сакам, може ли нешто без зборење Слендер да нема изгледа. Може да пишам трейлер, може би ќе најдем. Не, ај ќе видиме, бидејќи буквално кој да ја играше се ваде од памет. Welcome to Slender the Arrival. It's an indie game made by Parsec Production along with Да, ова е Blue исто Idol, така инди Isol гейм. Studios. Многу едноставна, се шеташ It's низ made by шума Mark, I think his name is, and he и made the треба да original собереш Slender game. So 5 писма и basically, така ја завршуваш taking играта. the И original нема Slender ништо. and making it into a Арно, full ама game те with брка storyline. едно It's one of the most суштество anticipated horror кое games of this year, многу which- матно which is го cool. гледаш, It's just кое cool. Let's do it. не можеш да го... A car. Shit, I hate cars. Car, how you do? Oh, car, you know. Многу се, значи, гейминг, некои геймери се да ти е мило да падне атомска бомба, кои ќе почнат да се коментираат. Еве, идеш тука, например, обично е стално некој е као тоалет оставен среде шума и треба да најдеш парче, некаква порака на зид залепена. Кога ќе ги собереш сите пет, играта завршува. И толку е. Арно, ама. Кога ќе влезеш у овој лавиринт, знае Слендер тоа суштество да те брка. Не е како Елиен, уопште не е нешто, но ако ти застане овде на патот, сега цело време е вака на сугестија и полу гледање и не да мене не ме допираше, но многумина ги вадеше од памет. Значи инди сцената има игри кои ги навлекуваат луѓе страшно. А овдека е шумата, он се уште чепка да ги види сите простори, кога ќе излезеш надвор е шума и темница. А Слендер е некаде и стално те следи, не е побрз од тебе. И што е најинтересно, за да можеш да се движиш, не треба да се свртиш назад, а го чувствуваш дека ти е негде зад грб. И кога ќе го видиш оне долга издолжена фигура со долги раце, нема ништо демонско на него да видиш, само една силуета, ама толку ги вади од памет. Реакциите можам да ги покажам, вриштат од страв кога ја играат оваа игра. Не знам во овој гейминг што ќе покаже он нешто повеќе. Некои чудни места, никогаш нема да дознаеш ни кај си, ни што си, ни шумата идеш. И најчесто ќе собереш 4 пораки и петата кат-тат ќе те фати. Сега дали ќе го Ја покаже знам овде играта, негде знам дека е Слендер? популарна, но не сум ја играл. That's all I know about him. Нема некоја ни графика, еве повторно се гледам дали ќе го сретне негде 5 ка pages, Слендер. continue where you left off. 5 out of 8 pages, keep going. Yeah. Okay, here we go. Oh, come on. You're gonna make me turn around and look Не, at the page. за жал не. Добро. YouTube е преполн со лоши Тоа работи, е например човек треба да со бара. инди игрите, Да. можеш да правиш што сакаш и можеш со некоја ситница да ги погодиш луѓето, значи никој не ти кажува тоа нема да успе, си правиш тоа што сакаш и
има многу инди игри на таков начин што успеале. Пример за слична игра што исто мега популарна инди игра, која што исто на мобилните многу популарна, Five Nights at Freddy's. Слично овака. Да, колегата ја игра сега. Уште поедноставно. Уште поедноставно е како во некои простори си, како security си, гледаш некои играчи големи мечиња, стојат и одеднаш само оживуваат и доаѓаат. Значи, таква нешто хорор игра. Океј, ајде сега мислам дека конечно време е да меѓу нас, вака, си изнаправивме муабет, време е да покажеме играта. И малце за неа да збориме. Може. Океј, стимот треба да го отвориме, нели? А ти си веќе отворила играта, си логиран на стрим. Ова е твојата игра, играта на Енди. Значи, во почеток вика може да играте со џојстици, може да играте двајца. После ќе збориме. Први ни игра играва. Значи имаш онлайн лидерборд, ачивменци. После све ќе ни кажеш. Иди Има право на повеќе модови. Еве ќе пуштам вака. Прво може тепање да покажеме. Еве имате неколку карактери, значи После ќе ги објасниме. Покажи играта и пак одново ќе ја пуштиме. Јапонски девојчиња си исцртал убави. Значи, интересно е, мојата сопруга е, поздрав до неја, Магдалена, она ги црташе сите. Аха, девојки, она ти она е... ги црташе, да. Она е артистот. Браво за незе. Како оригинална јапонка ги изнацртала. Чекај, ти 5 ги почна одеднаш. Да, значи може со 16 одеднаш. Тоа е карактеристично за играта што може многу одеднаш, значи. Енди, too much ние за почеток. Ајте молам, една ти сам. Добро, вака. Полека, една. И да ја видиме Значи, играта. вака, значи многу се едноставни контролите и правилата. Се движиме лево десно, ротираме на една страна, ротираме на друга страна. Значи целта во играта е да се групираат топчињава по боја. Еве како ги се спојат, се прави група. Еве вака. Сега финтата е, тука гледаме има во црвената група една бела звезда. Че финта е во групата да ставиме 2 звезди за да изчистиме групата. Сега додека нема звезди, групата ќе расте. Еве додаваме втората звезда и ја чистиме групата. И сега финтата е ние што поголеми групите да ги правиме. Значи еве вака. Имаме избор. Еве ова ќе чистиме. Тука уште една звезда ги пукаме. Звуците ти се оригинал како од флиперите. Да, значи се во играта е оригинално, значи звуците, саундтрак од музиката, тоа платив за тоа да ми направат специјално за играта, значи се во играта е оригинално, графиката сопругата ги црташе, но имам пиксел артист на кого му платив да го направи целиот дизајн. Колку плати? Колку вложи во све? Значи, точна бројка не знам на памет, ама 5.000 евра, значи сигурно за музика, за цртежите, за графиката, да аплицирам на Steam. Малце ме олади, ова не е баш малку пари. Значи не е малку, но добро што инди сцената има многу инди дизајнери, музичари на кои што можев да им плаќам на месечно ниво, не мораше веднаш да напарам, што тоа беше по рок од рачунете 2-3 години, значи не сме ги дал тие пари одеднаш. Значи било тоа од месец за месец. Точно не се малку пари, но за да направите нешто што е оригинално, уникатно, што ќе може да го стави да се продава со другите игри, мора, значи... Значи мора да се вложи за да се добие. Да, апсолутно. Значи еве гледаме тука црвенава група, веќе ја правам поголема и што е битно да ги правите групите, правиме, местиме и комбо, како ќе пукне, да може да направиме верижна реакција и други да изчистиме групи. Значи тоа е... А и музикава дига драма како се доближуваш до врвот? Еве вака и пукнеме. И колку поголеми групи пукате, колку повеќе комбо правите,
толку повеќе поени добивате. И сега кога се борите, со тоа праќате гарбич на противникот, што потоа го глави. Ќе покажем понатаму. Сега кога играме вака, целата е да стигнеме до левел 100 и како играме натаму станува се побрза и нови бои доаѓаат и станува се потешки и потешки. Значи навидно изгледа прилично едноставно, но повеќето од луѓе првпат кога ќе играат, викат леле многу тешка играта, нема шанси до левел 100 да дојдам. Значи ова се основните правила на играта. Значи колку побрзо играте, тоа подобро, мислам особено е важно кога се борите против други. Кај ти се бодовите? Еве ги најгоре. Тоа е 13 бода, така? Не, 250 150, да. Тоа е левел 14. А левел 14, веќе си на 14 левел. Значи финтата е да се дојде до 100. Значи доста брзо идат левелите, но ретко кој може да стигне левел 100. Да, левел 100, да. Добро. Значи до левел 100 се стиза од прилика за 10 до 15 минути. Значи целта во играта Само да прашам режија, логото на емисијата оди, пошто не го гледам овдека. Не го гледам на превиу, добро, во ред. Значи, целта ми беше така играта да биде skill-based, да биде прилично тешка, да мора да имате добри вештини за да стигнете далеку и рефлекси, но битно ми беше исто играта да биде кратка. Значи, да може вие брзо да дојдете до крај, ама за да дојдете до крај ќе ви треба многу време. Значи, ќе треба доста да вежбате. Еве сега направи голема комбо реакција и тоа ми носи многу повеќе поени. Тоа, ако си програмер, не значи дека ќе бидеш најдобар играч. Апсолутно не. Има онлайн лидерборд. Значи, на прво место на сите лидерборд е еден дечко за чудо од Полска, што не можам да го стигнем на нито еден од тие лидерборд. Што многу ме радува, што во почеток сите повеќе веле многу е тешка, не може да стигне до ваму, до наму. Каков е лидербордот? Може ли да го видиме? Може да, еве. Во менито одите пауза, еве лидерборд, имате еден куп лидерборд. Ова е моментално што играм аркейд на нормал левел. Ова е локалното и еве ова е онлайн лидерборд. Еве го првото место. Legend 100 стигнал? Стигнал до левел 100 и тоа му се поените. Значи лидербордот тука е битно колку поени ќе направиш. Значи левел 100 е максимум, значи нема идење до бесконечност тука. Значи тука може топ 100 да ги гледате онлайн кои се и Па прилично луѓе играле оваа игра. Да, има доста заинтересираност. Значи не ја знаат доволно, но имам добро комјунити кое што ми дава ностоп фидбек, пуштам апдејти. Да видам колку луѓе до сега има на лидербордот. Не, тука топ 100 ги дава тука. Топ 100? Топ 100 ги дава тука, да. Добро, колку чини ова твоја игра да се купи на Steam? Значи на Steam е достапна за 10 евра. Значи 10 евра кошта, значи има содржина многу, значи има многу играчи, гледам на Steam што играат преку 100 час. Аје, кај нас е вулгарно да се прави муавет за пари, на запад сите се фалат, ама кај нас е, ги извадили барем парите? Значи сега сум таман на граница да ги извадам тие пари што ги извадам. А од кога ти е ставена играта на онлайн? Значи една година е. За една година ти веќе ги извадиш, ги вадиш пари. А понатаму може само да ти биде чистјар. Да, значи ја очекувам дека ќе биде уште после емисијава на пример. Апсолутно и тоа. Значи не даваат, значи у Македонија не купуваат игри или може јас се жалам, не знам, ќе видиме. Значи има, ама мал број, да. Значи битна е работа што пред една година излезе на Steam, година и скоро година и пол, но битно е што ја за цел тој период. Значи ја не сум чекал дома да гледам колку биде продажбата. Јас нонстоп активно правам апдејти и вчера пушти 40 апдейт на играта. Од кога е пуштен, значи ја нонстоп ја подобрувам нов контент, ги држам играчите заинтересирани. Така. И тоа е многу битно како инди девелопер и општо за правење игри. Имам заглавено една игра, ја играм 5 или 6 години, се вика King of Towers. Така. Со некои апдейти нон-стоп и така натаму. Но,
Вака сега на луѓе им делува здодевно, добро, де малце Тетрис, ово, не ќе ти издосади. На почеток така, таа е најчеста реакција што имат луѓе, додека не влезат во штосот на играта и додека... Да. Ама има еден друг голем штос, а тоа е дека, еве, ја не сум го знаел, ќе ме утепа гораст, може студио да се вратиме назад, дека оваа игра може да се игра на PC и на джойстици што ги имате веќе од конзоли или било какви, така? Апсолутно, може 8 луѓе одеднаш да играат. 8 Тоа е многу луѓе. битна. Чекај сега, малце, хардверски. Ти ми даде еден USB таму приклучок. Тоа е wireless receiver за Xbox 360 джойстици. Тоа е. Значи, покажи ги овие. Класични Xbox. Класични Xbox 360 кои се најчесто користени за играње игри. Ги уклучуваш и сосема можеш да си играш што сакаш со нив на PC која игра поддржува джойстик. Значи затоа за мене PC е најдобрата платформа за играње игри, затоа што ги има повеќето игри, можеш стари игри да играш, било кој джойстик може да ставиш ќе работи, дали Xbox 360, Xbox One, PlayStation. А твоја игра може да се игра на други? Каде све може да се? Значи на Steam е достапна за Windows, за Linux и за Mac компјутери. Значи за сите три платформи е достапна. Така. Значи се тоа благодарение на тој Monogen фреймворк што го користам, кој што возможува со мојот код што ќе го напишам на релативно едноставен начин да ја ставам и за Windows, и за Mac, и за Linux без многу екстра труд. Може ли јас и ти да играме оваа игра со джойстици? Може, да. Еве, може да играм на тастатура. Може ли со два джойстика и ти со джойстик? Може со 8 джойстик. Може двајца да играат на тастатура, четворица на джойстик, 6 на джойстик, значи Јас сум било која комбинација. Де ми е тастатурата, ја на джойстик сум труп. Многу лошо ми иде на джойстик, освен Кемстонот со двете црвени копчиња, тој црвениот со две црвени копчиња. Тој за пукање, тој што е за све, тој знам да го владам. Сега копчињата по дефолт тука VASD, VASD, добро. U и I, тие се две думи. U и I, да, добро. Space е старт. Добро. Сега притисни на U да избереш аркейд, стисни нормал. Не, нормал, ти да стиснеш нормал. Добро, може и идам нагоре. Easy. На U се бира, да. Добро. Сега јас ќе се приклучам, веднаш сум во игра. Еве сега можеш да избереш еден карактер. На лево десно VASD. Еве, добро. Така, значи чекај да си откријам својата женска страна. Еве јас ќе бидам за да не бидам ќе бидам кокерка ми Сара. Ајде. Добро. Стисни на U да ја избереш. Добро. И сега те вика избери тим. И сега интересна работа што може да играме повеќе играчи и сега може да играме 2 на 2, може да бидеме јас и ти двајца во исти тим против други тим. Значи може комбинација да се... А може ли онлайн да се игра? Не може онлайн. Не може. Значи целта ми беше што од почеток да направам за друштво, одлична дома. локал мултиплеер игра. Значи дома да седнете двајца, тројца, четворица, 5, 6, 8 души и да имате одлично играње, да. Одлична забава. Сега, ти ако избереш тој тим, ја ќе изберам друг, за да се борим еден против друг. Ако изберем исти тим, тогаш нема се бориме. Тогаш ќе играме кој ќе стигне до левел 100. Добро, чекај да видам ја што имам. Имам зајак, имам жаба, имам пиле, имам панда, куче, маче, глувче и прасе, свинче. Ајде, јас свинчето, за да им го направам кефот на избери на U. На хејтерите. Избери на U. Избрав на U. Сега може да почнеш, може тука се менјаат правила на игра, може да бираш стаза, музика која сакаш да си пуштиш, ако не по дефолт ќе ти избере. Значи ти си од левата страна. Идеш лево десно, U и I ги ротираш. И лево десно. Кога ќе држиш надоле, ги тераш побргу доле. Ротирај ги се, сега групирај ги по боја. Да. И видиш доле ти покажува кај ќе ти паднат, што за представа. Да, тоа сме го учеле со Тетрисот, значи прва. Значи тука ќе пукнеш 3. Сега ти ми прати на мене гарбич. Тука пишува колку гарбич имаш горе 3. Што значи тоа? Значи гарбич е моментално, сега ќе видиш.
Ајде, ќе ми пуштиш уште неколку, ќе покажеме што е. Ево, чистија таа жолтата група. Ево, чистија. Сега имам гарбич 8. Аха. И гледа се, ама не е веднаш пушне кај мене, кога ќе пукнам ја 4 или повеќе топчиња, тој гарбич ми паѓа. Еве, сега исчистив малку и остатокот ми падна. Сега финтата е јас и ти со гарбич да си фрлам еден на друг и да се затрупаме. Така се конкурираме. Значи, ја Ето. може добро да играм, ама ако... Значи ти можеш да си брз, ама ако не ми праќаш доволно гарбич, ако направам ја поголеми групи, ја тебе многу повеќе ќе ти пратам и Сега ја сваќам заразава. значи финтата што играта има едноставни правила, но скил левелот, значи нивото до кое што може да дојдете е многу високо. Значи треба И рефлекс, а и да рефлекси размислуваш мислење. стратешки. Еве гледај како ја, например, Ќе ме растуриш у 3 секунди. значи финтата е, значи лоша стратегија да ги чистиш групите кога се мали. Еве затоа например ја собирам зелени тука. Ќе пукам, ако пукнам само 3 како сега, ако имам гарбич, нема да ми падне, бидејќи тоа се користи за стратегија, на тој начин можеш да пукаш малку, а да не ти падне, за да можеш да си ги одржуваш групите, за да си ја одржуваш твојата стратегија. Све те разбрав. И еве сега ја продолжувам, оваа зеленава група ја правам голема. И во исто време места ми комбо. Значи ланчена реакција да направам повеќе групи да пукнам. Значи не само зелената, туку со тоа ќе повлечам и други ќе пукнат. И еве гледа, ама сега јас ризикувам, може да дојдам до ситуација да се заглавам догоре и да изгубам. И сега ќе направам вака, огромна група. Извини, ја не И те сега ви ти- гледам ти шо преш, Еве сега затоа ти што... одеднаш доби 79 гарбич. Да, и кога ќе ми И сега, падне после, ако попара ќе ме пукнеш направиш. сега 4 или повеќе, ќе ти падне тоа на главата. Да. Ајде. Сега пукна 3, само ги исчисти малку, но не ти падна. Сега ќе исчистиш и ќе ти падне. Тешко И у мене. средината заглави. Одлично. Значи, тоа е О, цел. баш е добро. Сега, пошто ти си плеер 1, Колега, сакаш джойстик ти да поиграш? Еве джойстик за овакво и да, може. еве нека игра. Гледаш од таму? Нати го джойстикот. Знаеш со джойстик? Знае? Овој геймер бил. Добро, супер. Фати си од средина. вака. Океј. Ти можеш тука да играш, Не, ти ќе играш. ама нема, ова може е тројца фак, да фак. играме. Тројца да Тројца играте. да играме. Тројца ќе играме. Ај, притисни ти старт да се вклучиш, Ајде. или притисни X. Дај ми да пробам. X ако Дај не е ми старт. да пробам со джойстик, ајде. Еве, влезе со X, добро. Ајде. Ајде и ти притисни старт. Измешани се копчиња, да може сите. Дај да видам. На старт, добро. Не знам кој е старт, да, извини, старт мислев X-от е. На копчето А бираш Јас сум Меги која е зелената. девојка и бираш кој тим, на А копче. Аха. Бирај тим, не е битно. Значи и тимовите и девојките се Керен, чисто козметички. Керен е да. моја. Керен ја земав, X да сте. На А се бира, На А се бира. Добро, ете. бирај тим, сите на различен тим ќе видиме. Ајде. Ете, ја во мачето ќе бидам. Ајде. Добро. Еве тука Stage and Music на брзина може да бирате стаза. Има уште еден джойстик, викли го од режија, нека дојде. Владо, дојди, остани тамо и дојди, па. Ела, ќе фатиме. Четворица. Што не донесе уште 6-7 ќе ова викнеме мора по USB да телевизија. се стави таму. Ќе го ставевме USB, има USB, а колку сакаш у компјутер. Да пуштаме? Со кои команди? Со овие возам, со кои Можеш и спуштам? со тоа и со стикот. И со стикот. И со било Добро, кој. окей. И на А и Б ротираш. Стартуј. И многу е добро. Што ме гледаш бе? Што ме гледаш бе? Пази што преш бе? Ало, везе не. Она табла која се игра е многу интересно затоа што чекај, кај се ротира? На А и на Б. Демет. Добро. Ајде, укапира. Ајде, ќе играм јас поспора. Не бе, играј како сакаш.
Оно што го Ако идам сакам како во сакам, ќе трае 3 секунди. 30 секунди, да. Добро. Оно што е интересно што може да покрене оние муабети. Што е бе, булјове, што ти прам бе, врска немаш бе. Затоа ги сакам вакви игри, она колективни кои ќе се соберат. Што ме гледаш бе, абе, ајде ќе ти изедам жив, шеш беш, так се маш. Тоа е играта, кој сака ваков тип на игри, значи ова нуди бесконечно геймплей тајм. Значи направена е, значи никогаш да не ти досади. Значи секогаш можеш да бидеш малку подобар од тоа што си. Тука е целиот штос во играта. Што сте дошли, кад сте знали да сте овде? Нема Тетрис. Катастрофа. Добре, морам да признам. Се предавам. Еве сега вака ќе направам и сите ќе отидете. Не пукнат многу. Ајде бе, утепајме, шо е сега? Што е бе, ај ако можеш, утепајме. Што е? Ајде бе, ајде Инди, шо е бе, тремате пати, на телевизија си, јади бурек, ајде да те видам бе, што ми можеш? И така. Поинтересен е муаветот, колку муаветот, толку играњето. Абе, двајца се заиграа, браво. Сега он кога ќе пукне... Режија, дојди, има слободен, можеш да ја продолжиш мојата. Доволно е? Доволно е. Доволно ли е? Значи има многу гейм модови, значи не е ова единствено. Да направиме сега време за вториот блок реклами и потоа ќе го продолжиме разговорот за твојава игра. Добар, честита, браво. Инди, интересна игра, забавно, навистина. Викаш ова е инди сцена. Има ли, например, интерес оваа игра да се продаде, да се заинтересира за неја, например, некоја голема да ти ја откупи, или ако те намириса да речат, дечки, сакам со тебе да се работува, или работава е толку огромна, да подобро тереј си ја работата вака како што си ја почнал? Значи јас почнав сам, без никаква подршка, без никој да ми се меши, направив тоа што сакав да го направам. Значи, тоа ми беше целта, не сакав да идам со паблишер кој што, пример, ќе ми кажува што треба, како треба или во некоја фирма. Сега, битно е да кажам за играта, иако сум инди, иако сам ја правам, сам сум ја финансирал, сам се финансирал, имам паблишер на Steam, тоа е еден исто инди паблишер, Black Shell Media од Америка. Значи, преку нив оди продажбата на Steam, но тие се паблишери, немаат никаква врска со играта, тие се за дигитална дистрибуција и маркетинг. Значи, јас сам сум ја правил играта, се е на мене, тие се задолжени за играта да биде под нивно име на Steam, да ми олеснат некои неинтересни работи што не се поврзани со game development. Исто друго битно не спомнав до сега, играта не само што е достапна на Steam за купување, ставив и демо верзија, значи може било кој да проба се што има во играта. Значи на Steam одите на Rainy Blobs, си имате download демо, значи комплетно се што е во играта, се е достапно, секој може да си види. Нормално ограничено е малку време си колку може да си игра, но пред да ако некој е заинтересиран, ако не е сигурен дали ќе му се допаѓа, дали џојстици ќе му работат, може демото си го проба. Добро, но најпопуларната конзола денеска за играње е мобилниот телефон. Така. Дали оваа твоја игра има на мобилен телефон? Значи сега ја нема, но работам на тоа. Значи еве може да покажам на брзина, имам комплетно игрива верзија на мобилен телефон која што набрзо треба да излезе на Google Play Store. Значи има touch gamepad играта, значи како работи на компјутер, така работи на мобилен. Тера играта. Може да се користат џојстици, вака
трнаме. Дури и джойстик можеш да Може користиш. джойстици се користат. Како на мобилен? Да, после ќе ми објасниш. Покажи ми играва да видам како изгледа на се во ова на мобилен. Еве сега Значи- пуштив турнир. Турнир е како Street Fighter. Значи треба сите да ги победите поред А кого победувам? Играш против Значи, компјутерот. Има тука малку стори и се борите против останатите девојки и на крај се открива нешто. После немој со раката преку екранот затоа што цело време те снимаат Добро. да ја гледаат играта. Значи се бориш против компјутерот, Да, де факто. и има приказка, има диалози, има на крај откривате нешто што не е познато на почетокот. Играј. Да. Расшири малце. Не, ти не мрдај. Енди не мрдај, а камера расшири чисто да видиме. Значи со палците играш на Има аглите. малку не се гледа, има геймпад, тач се геймпад. гледа тач геймпадот од така. твојата Да. лева страна. Да. Значи може Со палците геймпадот е комплетно може да се промени позиција, големина, значи Можеш да се позиционираш да, играта. по ваша желба. Значи тоа ми беше многу битно бидејќи овие игри често Колку ќе чини оваа игра на ова? Значи, Претпоставам дека ќе даеш бесплатно, ама за додатоци ќе треба обично така прават на Android. Значи тоа уште не е одлучено, но сакам да ја направам пак да се плаќа како што е на Steam, само цената ќе биде пониска сигурно, затоа што не ќе да ставам реклами, не сакам да ја направам да платите за да победите, значи сакам играта да биде чиста, да биде искуството исто како што би играле на компјутер. Но сакаш да Значи- одмислиш сепак да има интерес, да ја купат, а да задржи Значи некоја... сакам истото што е искуство на компјутер да биде и тука без да те тера да плаќаш, без реклами, значи без такви работи. А зошто, што лошо би било сега, например, у средина меѓу вас двајца да се појави реклама? Тебе ќе ти донесе Искрено тоа воопшто не го сакам кај игрите на мобилни, на мобилен многу ретко играм игри. И кога играм игри на мобилен, Многу е здодевна тие секогаш ми се игри што сум ги платил и си играм нормално кога сакам, без да ми бара да плаќам, без реклами да ми излегуваат, значи сакам ако играм игра да биде чиста игра, а не овие како на мобилни што последно време сите се без пари, ама сите За да можеш да ја довршиш, треба да платиш. Сите гледа да се направени во даден момент да ти мора да платиш и тоа веќе не е фер играта, туку е така дизајнирана за да ти трошиш пари во играта. Значи сакам ова да биде чисто искуство без никакви. Значи исто и тука ќе има демо како на Steam, секој ќе може за без пари да си ја проба, за да види нормално дали му се допаѓа или не. А слушај, хипнотичка е, намерно заќутев и оставив хипнотички делува, значи завлекува ова. Не, се слуша и музиката од компјутерот ја има во режија. Така што кога од прилика планираш да ставиш Значи, набор, еве да покажам како џојстикот ќе функционира. Значи има ваков кабел, се купува ова ефтино, OTG кабел се вика. На секој Android телефон може да се стави. Добро. И тука може USB уреди да вклучувате. Еве имам тука исто Xbox 360 џојстик, само што ово е преку USB. Инаку може PlayStation џојстик на Bluetooth да се поврже, значи има еден куп избор за џојстици. Може, значи сериозен гейминг ти да завртиш на мобилен телефон. Еве, потпри го на ова. Може вака? Ке му е полесно и на камерманот. Добро, ама ете и со џојстикот да те фати. Одлично. Изга стакло? Добро. Добро. Ајде. Еве, значи еве сега играм и на џојстик. Еден игра на екран,
Еден игра на джойстик. Значи ова може дури локал мултиплеер и на телефон, на таблет, на Android телевизор. Како локал мултиплеер на таблет? Како? Па еве вака, еден со джойстик, еден на екран. И играте повеќе луѓе заедно на еден уред одеднаш. Аха, така. Значи имам луѓе што ја сум им пратил играта за тестирање и дома на Android телевизор, си пуштат со джойстик и си игра. Дали ова може да ти еволуира да иде мрежно? Да игра? Онлайн. Онлайн. Може, да, и тоа ми е во план понатаму. Значи, но чекор по чекор, затоа што многу работи има и јас сам работам на играта и прво сакам да завршам се што сум испланирал. Значи, сега следува да спомнам дека наскоро ќе биде достапна за Android, но исто така, најбитно, ќе биде достапна и на Xbox One. Импровизираме. Добро, ворете. Да, тетката што ми чисти толку исполирала убаво, да лизга ова, ништо не држи. Добро, ворете. Ворете, не мора да тоа е покажеме. тоа играта, да. Исто, значи работи безпрекорно на телефон, оптимизирана е, средена е, спремена е. Сега реков, значи на Android ќе излезе наскоро и најбитно за мене е тоа што ќе излезе и на Xbox One. Значи аплицирав кај Microsoft дека сакам играта да излезе на Xbox One, бидејќи таму процедурата за на конзолите е многу е потешко да дојдеш таму отколку на Steam. Значи на Steam може многу полесно се дојде. Аплицирате, има програма Steam Greenlight, се плаќа $100. Излези од играва. Добро. Повели? Значи вака да го објаснам, значи да објаснам и малку како сум дошол до тука и што се треба се пројде за да се дојде на Steam, нели? Значи први се аплицира, има Steam Greenlight се вика. Плаќате $100, ја ставате вашата игра и треба заедницата на Steam, што е милионска, треба да ја види и да гласа дали ја сака на Steam или не ја сака. Значи така ја само аплицирав, луѓето ја изгласа и така дојдов на Steam. Вау. Да. Значи, значи за... Значи, ке платиш и заедницата ке која демократија, човече. Да, ама интересна работа е што тоа... Значи, така се филтрира, например, си извинувам, морам да се доискажам, така се филтрира... Да не може ептен било кој сака. Некој платил 100, а порнографија, перверзија, фашизам некој да продава и Добро, така. за такви работи има тони филтер. Значи мора играта пред да излезе, они ја прегледуваат да не има недозволена содржина, значи не дозволуваат такви експлицитни содржини. Зошто ако веќе ја мислев дека самата заедница е цензор? Да, ама на крај, значи нели, ја може у почеток да ставам едно, на крај да ставам сосем нешто друго. Значи затоа они ја гледаат да видат дали е според стандардите што нели ги пропишува Steam. Значи не се самите играчи, самите вие, и ти како член на Steam си дел од таа заедница. Да, значи може јас сега идам на Steam Greenlight, гледам игрите што се аплицира и гласам сакам не иќам. Значи тоа е избор. Ама сега Steam одлучи тоа да го тргне бидејќи има некои проблеми со тоа, така да тролови. Уште не знаеме како ќе биде тоа, но за сега уште е преку Steam Greenlight. Значи плаќате, ја ставате играта, ве гласат луѓето или не ве гласат, но многу битна работа за да ми изгласат, треба се многу присутни во гейминг заедницата, во инди заедницата. Треба се присутни на социјалните мрежи, особено Twitter, на Facebook, на гейминг сајтови. Кај ти е, дај го твојот профил. Еве, може сајтот да го отвориме на играта. Првин дај ми го твојот профил. Rainy Blobs. Баре... Еве тоа е. Ова е? Тоа е, усади, линкот на Steam. Твојот профил личен прво? Ја личен профил немам, имам за играта, само не знам како ми е напишан. Не, дај ќе го пишам сајтот горе. Стави горе, тука. Не, сакав чисто пријатели да бидеме. Не користам Steam. Користам социјални мрежи само за игра. Оди надоле. Не користиш Facebook? Да, не користам.
Па како им се представуваш, нели, на Facebook треба Значи, да се... Facebook имам направена Facebook страна за играта и на Twitter сум најмногу активен. Оди подоли ги има линковите. Еве ги сите линкови. Еве Facebook, Twitter, YouTube и други линкови. А, може и да се игра? Play Game ќе ве одведе на Steam да ја купите. Тоа е линкот. А така ли е? Така, да, Затоа што да. има игри кои директно се играат во... Не се игра на Steam, на Facebook. Лайк имам да ти ставам? Еве, лайк од мене. Како е да видам интересот за играта овдека на тука не сум толку активен, нема тука голем интерес. Одете на страната на Twitter, сум најактивен и таму најголем е интересот. Таму најмногу комуницирам. Одете на главната страна, уште едно назад, еве го Twitter. На Twitter? Да. Тука имам followers повеќе, тука комуницирам така. сами, да. Илјадници има. Еве 2300 followers, да. followers. Добро, добро. Тука пуштам апдейт што има, комуницирам со играчи, еве за Сондер сум твитнал. Да. Сондер. Мојата омилена македонска игра. Сега? Значи, многу е битно да сте присутни на социјалните мрежи, да постирате убави гифчиња, слики, видеа, да комуницирате со играчите. Значи, исто така има други, ова е сопругата, сум направил ретвит. Магдалена. Еве ги илустрациите во висока резолуција пред пиксел арт. Па, она е вистински уметник. Да. Морам да признам дека многу убаво исцртани се овие. Сите, значи прво интересно е што првин почна да ги црта на мојот телефон со пенкало. Веќе сме тука. Не твитнала, добро, поздрав до неа. Океј. Значи тоа е битно да сте присутни на социјалните мрежи. Исто така има како инди девелопери, многу е битно, еве може отворете на оваа страна да покажам. Ова е многу битна работа. Пред да се дојде на Steam, значи Steam е голема платформа, но има нешто кај што може да дојдете полесно на Steam. Ова е многу битно. Секој што сака да развива игри, ова треба да го знае. Itch.io, ова е сајт направен за инди девелопери, кај што може да се ставите играта без гласање, без цензура, без ништо. Може ти вечер ти дадам линк, еве направи вака игра, ќе си направиш игра, ќе ставиш твоја слика и ја ставаш на Itch.io и имаш ти игра која што може да даунлодира другите. Значи тука почнав и има уште еден сличен сајт се вика Indie Game Stand и од тука ме дознал луѓето. И после тие луѓе ме гласа на Steam Greenlight дека ја сакаат на Steam. Значи тоа е многу битно да сте нон-стоп присутни на овие места. Значи се работи за субкултури во кои треба да навлезеш, тоа е како еснафи, како камерманиве мои што у цело Скопје, секој со секого се знае од секоја телевизија и се знае кој зашто и колку го бива и така натаму и така натаму. Се шегувам како парафраза, како што и ние водителите се знаеме меѓу себе, така и вие гейм девелоперите, значи и гейма заедницата. Но даде некои насоки за да не скитаат децава, еве, ако е некој млад и не е многу искусен, мислам дека им даде добри насоки од каде да почне. Значи можеме да се навратиме од за развивање игри. Прво кој ќе сака да иде алатка за креирање на игри Unity, тука нека се проба. Тука имате 2D игри, 3D игри, туторијали, документација, тука лесно може да се почне. И кога прв пат ќе направи било каква игра, нека ја стави овдека за да рече добро вечер, јас сум Јанко, имам 12 години, направив игра и ќе го запознаат повеќе или си правите профил без пари, си ја ставате играта, ставате на Facebook, на Twitter, еве мојата игра, даунлодирате на почеток обично или без пари ја стават или за... А тука и Јанко за да ја расшириме, да го расшириме муабетов колку можеме, секако. Вложи за 3 години околу 5-6 евра, вложено ти е во играта, скоро си на чиста нула за година дена.
Овие игри не се оние игри. Интересно ми е интересно, па ќе спласне. Не, овие игри малце подолго трајат, бидејќи имаат оној ретро шмек, Исто како филинг. Тетрис што и ден денеска се игра и еве во Пујо видовте дека Тетрис уште се и во нови верзии се користи истата формула. Значи тоа се игри кои што времето не ги гази. Значи секогаш ќе бидат интересни и секогаш зависи од вашиот колку сте вие вешти. Што очекуваш, например, наредниве, уште колку мислиш дека ќе живее оваа игра? Слободна проценка. Значи вака, за сега добро појде, но брзо спласна, бидејќи како што реков на Steam има многу игри и брзо се губи трагата ако немате многу пари да вложите за маркетинг. Но интересно е што сега набргу ќе излезе на Android и најбитно на Xbox One. Значи, кога излегува играта на нова платформа, на нова конзола, тогаш е како нов релиз на играта. Значи, очекувам со Android и со Xbox да има многу поголема заинтересираност за играта, многу повеќе луѓе да ја дознаат. И интересно е што на конзоли најмногу се играат вакви локал мултиплеер игри со повеќе џојстици. Еве, Xbox One е најдобра конзола за играта затоа што тоа е единствена конзола кај што можете 8 џојстици да вклучите и сите одеднаш да ги користите. Значи, тоа само на Xbox One може да направите. На PlayStation до 4 џојстици подржува. И ќе заработиш ли пари? Што мислиш? Сигурен сум дека да, сега ќе видиме колку. Значи Првото што ќе мора да го вакво, сигурно нешто на шопинг господјата ќе мора да ја носиш. Апсолутно. Апсолутно. Кондори и ташна кај Уште и жена. должен за цртежите не си исплатен. Колку си у брак? 2 години. 2 години. Значи искуство имаш нула, да ти каже паталец. Кондори и ташна и после ќе развиваш уште знаеш какви игри. Уште сум задолжен, цртежите не се платени, се камата расте и ќе Остај видиме. ти тоа, остај ти тоа. Се почнува со кондори и ташна кај жена. Па после цвеќе, бомбонјери, вечери, љубов, месечини. Кондори и ташна, па после све останато се следува. Жената е украс, тој украс не е стои, тој треба да го украсуваш украсот. Така, се шегувам. Поздрав до тебе. Драго ми е, се надевам дека ако некому нешто не му беше јасно, вечерва емисијата брзо ќе биде ставена на YouTube, да ја погледнат. На Twitter ќе можат да те најдат. Значи на rainyblog.com на официјалниот сајт ги имат сите линкови, кој е заинтересиран може слободно да ми пише, го има мојот мејл таму. Еве ги сите линкови, имате мејл да пратите, може слободно кој е заинтересиран да почне да прави игра или има прашање, дали за моногейм, дали како да почне, дали за дистрибуција, може слободно да ми пишете. И да им помогнеш и на другите девелопери, они што би се да ги би бил многу среќен доколку еве може да сега да инспирирам некој со мојата приказна, да му дадам мотивација да почне дека да знаат, еве сум ставил тука на Xbox, на Android. А ја играше на Xbox веќе со повеќе души? Да, апсолутно. Океј. Еве, и овие 2-3 минути нека бидат сосема за крај за вечерва. Енди, ти благодарам. Ти посакувам многу успех. Се надевам следното гостување ќе бидеш многу побогат и материјално, а секако кога си у брак и со некоја принова. За повојница да те частиме нешто. Ти благодарам за гостувањето. Благодарам уште еднаш за... Драги мои пријатели и пријателки, тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание, лека ноќе и пријатно. Wow.